И овој викенд шлипските спортисти имаат доста работа. На мегдан излегува борачите, пингпонгарите, одбојкарите и одбојкарките, пливачите и се разбира фудбалерите. Брегалница од Кратово успеа да се врати непоразена и да освои еден бод, кој го донесе 6-то место на табелата. На средбата се постигнаа вкупно 4 голови. Резултатот го отворија домакините во 55-та минута преку Џонов. Само 8 минути подоцна, капитенот Здравков преку пенал израмни на 1:1. Во 83-та минута домашните повторно дојдоа до водство, а во самиот крај на надпреварот Темелков се погрежи Брегалница да остане непоразена. На останатите надпревари се постигнаа следниве резултати: Работнички Царев двор 2:1, Шкендија Турнова 2:0, Шкупи Металург Скопје 1:0 и Вардар Ренова 4:1. Балканец од изборното првенство во Радовиш за борачи до 23 години се врати со само едно прво место, кое го освои Стефан Никовски во категоријата до 96 килограми, а покрај Стефан со медал во Штип се врати уште 7 борачи, од кои 4 со сребрен медал и 3 со бронзен медал. На првенството се случи инцидент. Дојде до прекина првенството околу 20 минути. Делегатот Лјупчо Јанев го дисквалификува Ријата Реджепи поради некоректно однесување по средбата со борачот на Балканец Серхан Шакиров. Постоеше опасност Балканец да го напушти првенството. По дисквалификацијата на Реджепи, првенството продолжи. Тоа беше борба во полуфиналето и Серхан го освои второто место во оваа категорија. Имаше Реджепи некаков контакт со Шакиров, стои во соопштението на генералниот секретар на Федерацијата за боречки спортови на Македонија Лјупчо Лазаревски. Во екипна конкуренција, Лирија е прва со 32 бода, вторе Балканец со 30, а третото место го поделија Тефиус и Бучим со по 24 бодови. На државното првенство во пингпонг, Петар Костовски уште еднаш ја потврди својата доминација, освојувајќи го првото место, откако во финалето славеше со 4:0 против Калалскиот Младост. Одличен резултат оствари и Филип Костадиновски, освојувајќи го третото место. Викендов се играше и одбојка. За жал одбојкарките на Универзитетот Гоце Делчев ја завршија својата приказна во купот, откако беа поразени во четвртфиналето од Македонија Макс со резултат 3:0. Кај мажите се играше девето коло. Од 3 средби домакините славеа на 2. Мавис Лирија 3:2, Струмица Сушево 3:0 и Проби Штип Шутова 0:3. Проби Штипени го одигра и за останатиот надпревар од 8-то коло, победувајќи го Сушево со убедливи 3:0. Одлична вест ни пристигна и од пливачите. 12-годишниот Иван Киров од пливачкиот клуб Штип го освои третото место во категоријата 50 метри грандно на меѓународниот турнир Бета Спринт, кој што се одржа викендов во Скопје, на кој што учествуваа пливачи од Србија, Бугарија, Босна и Херцеговина и се разбира Македонија. Покрај Иван, одлични беа и Смилјан Нашков, Антони Андоновски и Матеј Трајчев, но за жал не се закитија со медал.